Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Локацијата на градскиот пазар во Кочани останува нерешлив проблем за граѓаните, но и за службите што мораат да ги користат улиците во тој дел од градот. Таков е случајот со противпожарните и возилата на итната медицинска помош, кои во случај на интервенција тешко можат да се пробијат низ гужвата. Блокирањето на сообраќајот во северниот дел на Кочани е проблем што се повторува секој четврток поради метежот околу градскиот пазар. Улиците на кои се поставени тезгите, како и на околните сообраќајници на кои има паркирани возила на купувачите и продавачите, ги оневозможуваат јавните служби во извршувањето на нивните основни обврски. Таков е случајот со итната медицинска помош и со територијалната противпожарна единица. Типичен пример за тоа беше утринското отежното пробивање на противпожарното возило по улицата Гоце Делчев, која во периодот од 8 до 16 часот практично е затворена за секаков вид сообраќај. Залудни беа звучните и други сигнали на пожарникарите да се ослободи коловозот за да може навремено да се интервенира. На возилото му беа потребни повеќе од 10 минути за да го помине растојанието од 500 метри од мостот кај плоштадот до џамијата. Слични гледки имало повеќе пати досега и со возилата на брза помош, кои исто така се принудени да чекаат додека се расчистат поставените тезги на коловозот. Проблемот со дислокацијата на градскиот пазар е актуелен со години, но никој од градските татковци досега не се зафатил за изнаоѓање трајно решение. Првиот човек на општината уште пред 3 години призна дека за дислокација на пазарот не се размислува, туку само за мало дотерување на состојбата во рамки на постојните услови. Прашањето на пазарот за Кочани е мощно исто така болно заради тоа што ние немаме таква локација каде што можеме да го дислоцираме. Разговаравме на комисијата за урбанизам, разговаравме со планерите, имавме согледување од многу граѓани, пазарот треба да биде во центарот на градот заради тоа што нели сите се така движат. Тоа што е направено е таму направено сега на времето, тоа е минато свршено време. Ние ќе настојуваме таму да си остане пазарот, а да го овака модернизираме поединечно колку можеме. За разлика од Кочани, некои од соседните градови, како Штип, например, најдоа соодветно решение за дислокација на пазарот од централното градско подрачје. Затоа прашање е дали навистина пазарот кај нас и во иднина треба да остане таму каде што е, или би можело да се размислува и за други локации, како што е онаа кај Панагјурот, или пак во некој друг дел од градот. Советот на општина Виница ја одржа последната седница во својот законски мандат. Советниците од ромска националност со повеќе реакции и поплаки за нереализирани инфраструктурни проекти во ромското мало, кои како приоритет се ставени многу одамна. Декадата на ромите најмногу бенефит донесе во образованието на ромската популација, но не и во решавањето на елементарните потреби на најранливите категории. Многу повеќе пари се потрошија на обуки, семинари, конференции, наместо на теренско сузбивање на проблемите. Со оваа констатација денеска беше усвоен новиот акционен план за ромите за периодот 2017-2020 година, кој ги опфаќа вработувањето, домувањето, образованието, здравството и статусот на жената ромка. Советниците од ромска националност со повеќе реакции и поплаки за нереализирани инфраструктурни проекти во ромското мало, кои како приоритет се ставени многу одамна. Водоснабдувањето од водоводната мрежа во Виница, според анализите на Центарот за јавно здравје, е 100% безбедно. Меѓутоа, лоши резултати со бактериска или хемиска неисправност на водата од селските водоводи во 2016 година покажале испитаните мостри во Трсино, Пеклани, Крушево и село Драгобрште. Од вкупно земени 172 примероци на храна во 2016 година, неисправност е констатирана само кај еден примерок, стои во информацијата од Центарот за јавно здравје во Кочани. Советот со 14 гласа ги разгледа и усвои овие информации, а гласањето на планот за нови вработувања во јавното комунално претпријатие Солидарност помина само со поддршка од опозицијата.
Согласно истиот, во моментот ова предпријатие има 107 вработени лица, а 15 со договор или преку агенција и нивниот статус треба да се реши до крајот на годината, а по основ на пензионирање или технолошки се очекува заминување на 7 вработени. На оваа последна седница, согласно законскиот лимит, советниците изгласаа и 6 барања за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти. Подобрување во безбедносната состојба во регионот регистрира секторот за внатрешни работи во текот на минатата и во првите 4 месеци од оваа година. Тоа пред се однесува на откривањето на случаите на криминал, иако е забележан пораст на бројот на сообраќајни несреќи со трагични последици. Вкупно 18 лица го изгубиле животот како последица од повредите што ги добиле во сообраќајни несреќи, а кои се случиле на патиштата во источниот регион, што го покриваат службите на секторот за внатрешни работи од Штип. Ваквата бројка е нешто повисока во споредба со претходната година, а според полициската евиденција, негативниот тренд продолжил и годинава, со оглед што до крајот на април полицијата регистрирала 3 нови жртви на патиштата во регионот. И покрај преземените мерки за контрола и санкционирање на недисциплинираноста на учесниците во сообраќајот, посебно на возачите, полициските службеници во регионот евидентирале дека нема промени во навиките, па и понатаму остануваат истите причини што довеле до сообраќајките. Најчести причини за случување на овие сообраќајни незгоди се конзумирањето на алкохол и неприлагодената брзина кон условите и состојбата на патиштата. Од 16 па до 50 до 60 години. Ги преземаме сите мерки и активности и насочени сме кон сузбивање на сите овие видови на криминал. Според бедните анализи, покажуваат зголемен број на расчистени случаи на криминалното однесување, што според секторот за внатрешни работи се должи на професионалното работење на сите вработени во полицијата. Еден од приоритетите било откривањето на случаите на тешки кражби, но и разобличувањето на повеќе форми на стопански криминал. Во делот на имотните деликти, тешките кражби, кражбите и во областа на недозволената трговија со дрога, бележиме зголемена ефикасност во откривањето и сузбивањето на овој вид на криминал. Од областа на економскиот криминалитет имаме зголемена активност на детектирање и документирање на кривични дела против службената положба и овластување, даночното затајување и компјутерски криминал, што се процесуираат со соодветни поднесоци до надлежното основно јавно обвинителство. Успешноста во работењето на секторот во минатата година се образложува со целосното спроведување на концептот на Министерството за внатрешни работи за проактивно работење и насочување на службите на терен. Лани полицијата била поефикасна во делот на сузбивање на криминалот, посебно во откривањето кривични дела од областа на економскиот криминалитет и на недозволената трговија со дрога. Средното општинско училиште Лјупча Сантов Кочани од денеска со ново раководство. За нов ВД директор на школската установа е назначен професорот Миле Левков. Миле Левков е новиот ВД директор на Средното општинско училиште Лјупча Сантов Кочани. На раководната функција на училиштето доаѓа по 10 годишна работа како професор во гимназијата по предметот Основи на правото. Левков е дипломиран правник и како нов раководител на установата рече дека ќе се залага за подобра и квалитетна настава во училиштето. Како ВД директор знаете дека е раководен орган на јавното средно училиште кога нема распишан оглас. Одговорен сум за законитоста на работењето и материјално-финансиското работење на училиштето. Се надевам дека во овој краток период кој што останува до крајот на наставната година ќе овозможиме успешно да заврши наставниот процес, понатаму и дека успешно ќе се спроведат и останатите активности. Понатаму останува текот на училишната година предвидени некои други активности, како што е планирање на наредната. Се надевам дека ќе имаме соработка и со вас медиумите, и со пошироката општествена и бизнис заедница, и дека ќе имаме успешен крај на наставната година. Левков како директор на установата доаѓа на местото на досегашниот ВД директор Доне Донев, кој исто така беше вршител на должност директор на училишната установа.
Пред учениците од Основното училиште Никола Карев беше презентиран извидничкиот одред Ластовица. Целта е придобивање нови членови во одредот и промоција на извидништвото воопшто. Одредот ќе биде промовиран и во другите кочански училишта. Презентација пред учениците на извидничкиот одред Ластовица од Кочани и неговите активности се одржа во Основното училиште Никола Карев, како дел од извидничката офанзива која што одговорните на извидничкиот одред ја најавија уште пред неколку месеци. Целта е да се анимираат учениците на возраст од 11 до 15 години, да станат активни членови на Ластовица и да се запознаат со работата на извидничкиот одред и извидништвото воопшто. Агендата на нашиот клуб, прво теоретска подготовка на учениците, потоа еве сега на 20 одиме првата теренска настава во атарот на селото Јастребник, а потоа оние што ќе решат вистински да се занимаваат со оваа работа, одат во извидничкиот центар во Охрид и во другите градови во Македонија, па оние најдобрите одат и на интернационални средби. Веќе една година како бевме на првиот камп, како се занимаваме со извидништвото, но нашиот одред во нашиот град е во фаза на формирање и затоа имаме едни едукации или обуки сега низ школите за да придобиеме повеќе членови на извидништвото, на кој што можеме да кажеме дека извидништвото е многу добра работа затоа што запознаваме многу нови пријателства и одиме на многу разни места и запознаваме природата. Затоа препорачувам на сите кои што сакат природата да се запишат на извидници. Стефановски додаде дека задоволство е што има голема заинтересираност од учениците да учествуваат и да бидат членови на извидничкиот одред и додаде дека активностите околу презентирањето доцнат за околу 2 месеци поради недостигот од работни простории за подготовка и затоа им останува за изведување на активностите да ја користат природата. Промоција на одредот ќе се организира и во останатите училишта во Кочани. Големи успеси и први награди постигнаа учениците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев на 36-тите поред државни надпревари на средните стручни училишта, чиј домакин беше Кочанското училиште. Конкуренцијата беше силна со учество на 22 училишта и 140 надпреварувачи. Од 9 профили во кои што се надпреваруваа учениците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев, во 7 профили освоија места и пофалници на државните надпревари на средните стручни училишта, чиј што домакин беше токму Кочанското училиште. Учениците задоволни од постигнатите резултати. Јас сум Марина Иванова на државниот надпревар кој што се одржа оваа година во нашето училиште. Од профилот техничар за транспорт и шпедиција го освоив 3-то место под менторство на неколку професори. Професор Тоше Манасиев, Златко Петрушев и Љубинка Ристов. Јас сум Славко Дејанов на државниот надпревар кој се одржа во СОУ Гошо Викентиев оваа година, освоив 3-то место со ментор Тони Велков. Се надпреварува во профилот електротехничар и енергетичар и сум задоволен од постигнатите резултати. Јас сум Стефан Васовски, освоив 3-то место на државниот надпревар по струката електротехничар за компјутерска техника и автоматика под менторство на Гордан Анастасов. Јас сум Виктор Јосифов, кој се надпреварував на државниот надпревар кој се одржа во нашето училиште од профилот електроинсталатор и монтер под менторство на професорот Анкица Јакимовска и Тасе Јакимовски и го освоив првото место. Јас сум Антони Иванов, кој се надпреварував на државниот надпревар што се одржа во нашето училиште, освоив прво место под менторство на професор Ивица Јорданов, профил автомеханичар. Како училиште, значи, имаме 2 први места освоено, имаме 3 трети места освоено и 2 пофалници. Значи, вкупно 7 од 9 профили имаме постигнато успех и во надпревари во трудови, по електротехничката струка имаме освоено 2 место. Тоа е одличен успех за училиштето кој ова година беше домаќин. Ќе ги спомнам само учениците надпреварувачи кои не беа присутни. Значи, 2 место труд електротехничка струка освои ученикот Симеон Симеонов од профилот компјутерска техника и автоматика. Пофалници освоја учениците Дејан Новаков од профилот електротехничар за електроника и телекомуникации
и ученикот Благо Георгиев од техничар за компјутерско управување. Сребренов ја искористи можноста да им честите на учениците за постигнатите резултати, со надеж дека успесите ќе бидат поттик за поголем труд во иднина и освојување на награди и признанија. Во салата на Правниот факултет во Кочани се одржа 6-тиот поред фестивал на песни за деца и млади музички бранови 2017. Во напредувачкиот дел настапија 14 учесници, а награди беа доделени во 10 категории. Со весели и брзи детски ритми и забавени романтични ноти за тинејџерската генерација, помина овогодишното 6-то поред издание на фестивалот на песна за деца и млади музички бранови 2017. Настапија вкупно 14 изведувачи во надпреварувачкиот дел, како и гостите кои се представија во ревијалниот. Покрај учесниците од Македонија, и годинава дојдоа гости од соседна Србија, со што манифестацијата ја продолжува традицијата да биде меѓународна. Од година во година се подобар и во музичка и во техничка изведба. Фестивалот е препознатлива културна содржина на Кочани секоја пролет во изминатите 6 години. Со подршка од општината и од повеќе компании од регионот, музички бранови докажува дека им е потребен на најмладите кои се забавуваа додека ги слушаа најновите песнички посветени на мирот, љубовта, природата и семејството. Жири комисијата имаше одговорна задача да ги прогласи најдобрите, па според одлуката Александра Георгиева со композицијата Мајко Мајчице ја доби наградата победник на фестивалот до 10 годишна возраст. Композицијата Македонско девојче во изведба на Кристина Димовска пак ја доби наградата од публиката. Па за Македонија, оче многу сакам Македонија, за тоа. Пееше во живо за разлика од другите деца? Да. Тешко ли е да се пее? Не. И многу е убаво чувството да се пее во живо, пред толку многу луѓе. До сега колку пати имаш настапено? До сега имам, ова ми е 5-ти пат настапена. Каде? На музички бранови. Наградата за најдобар текст и припадна на композицијата Детски очи, што ја изведе Ребека Јанковска. Најдобра изведба имаше Ива Чичовачки од Србија за песната Бајке. Наградата за најдобра музика ја доби композицијата Мајко Мајчице. За најдобар аранжман во шумичка што ја изведе Леона Јанковска, додека наградата за сценски настап и припадна на Анастасија Богданова, која ја исполни песничката Татко супергерој. Јас сум Анастасија Богданова. Мојата песна се викаше Тато супергерој. Освоив диплома за сценски настап. Се заблагодарувам многу на моите ученици и на мојата наставничка Дивна Јанушова. Многу ми се допадна песната. Се заблагодарувам исто и на писателот и на аранжманот. Ние игравме како каубојци. Да. Тешко ли беше? Не беше многу тешко додека научевме целата кореографија. И втор пат пееш? И втор пат учествувам во фестивалот Музички бранови. И многу сакам да постанам звезда, што многу да снимам песни и да освојувам награди. Традиционално, како и во изминатите години, и овогодишното издание на Музички бранови ќе можат да го видат најмладите од соседните општини преку планираните гостувања во Виница, Чешиново, Блешево, Зрновци, Штип и Крушево. Исто така, наскоро ќе можат да го видат и телевизиските гледачи на програмата на Канал 8 телевизија. Следува информацијата од спортот. Женскиот фудбалски клуб Кочани доживеа пораз на домашен терен од екипата на Истатов од Струмица во вториот надпревар од полуфиналето за Купот на Македонија. Со тоа во финалето за победничкиот пехар ќе се борат две струмички екипи, со оглед што Тиверија го победи Драгон 2014. Фудбалерките на женскиот фудбалски клуб Кочани не успеа да им се спротивстават на своите противнички од екипата на спортскиот центар Истатов од Струмица во реванш над преварот од полуфиналето за Купот на Македонија. На стадионот Никола Мантов тие не беа доволно моќни да се изборат за поволен резултат и наместо очекувана победа доживеа пораз од 2:1. Ваквиот резултат
заедно со загубениот меч на гостувањето во Струмица од 3:1, им ги изгасна надежите дека можат да играат во финалето. Дека гостинскиот тим е дојден со намера да победи, се виде уште во првите минути од надпреворот, кога струмичанки организираа неколку сериозни напади кон голот на домакинките, а една од таквите шанси беше искористена, кога во 10-та минута Јаковска успеа да ја затресе мрежата на ЖФК Кочани и да ја доведе својата екипа во водство. Шанса да го изедначат резултатот домашните имаа во 26-та минута, откако по фаулот врз Георгиева беше досуден удар од 11 метри, но Петровик не успеа да ја погоди мрежата, туку топката заврши во гол аут. Во 40-та минута беше досуден уште еден пенал, овој пат за гостинскиот тим. Сепак и гостинките не постигнаа гол, откако домашниот голман Костова успеа да го одбрани ударот на Чубиновска, па на пауза се замина со водството на гостинките од 1:0. Во вториот дел, ЖФК Кочани заигра поангажирано, што го даде и очекуваниот резултат, откако во 57-та минута Крстеска успеа да го изедначи резултатот. Иако нападите на домакинките продолжија, отворената игра им се одмазди, па во 79-та минута гостинските фудбалерки со погодокот на Јаковска повторно дојдоа во водство од 2:1. Тоа ги сруши очекувањата и надежите на домашните фудбалерки дека ќе можат да сторат нешто повеќе и да им се реваншираат на своите противнички. Со втората победа во полуфиналните средби, Истатов заслужено ќе игра во финалето за освојување на купот, а противник ќе биде втората струмичка екипа Тиверија, која во другото полуфинале ја совлада екипата на Драгон 2014 од Скопје. Почитувани, временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатна вечер. Довидување.